Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Она по што Прилепчани ќе ги паметат првите 100 дена од владењето на градоначалникот Борче Овчевски е непотизмот, лажите ветувања и целостното нефункционирање на локалната самоуправа. Наспротив ветувањето за ангажирање на професионалци во администрацијата, првото кадровско решение на Овчевски беше поставувањето на неговиот другар Игор Глабовски за директор на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп. Истовремено, градоначалникот треба да им објасни Прилепчани дали сопругата на директорот Глабовски, Паце Глабовска, е вработена во општина Прилеп. Ако тоа беше малку за старт на градоначалникот, како следно кадровско решение на Овчевски беше именувањето на медицинската сестра во неговата приватна амбуланта Маја Костадиновска за шеф на неговиот кабинет. Ваквото приватизирање на институциите од страна на Овчевски предизвика револт и најден осуда кај пошироката прилепска јавност. Освен непотизмот, главна карактеристика на првите 100 дена од владењето на градоначалникот се и лажните ветувања. Да подсетиме, Овчевски вети дека во првите 100 дена ќе ги реконструира плоштадите Александрија и Арт плоштадот, како и реконструкција на амфитеатарот во населбата Варош. По првите 100 дена Овчевски вети реконструкција на фонтаните, нови зелени површини и реконструкција на постојните паркови во градот и населените места. Сепак се чини дека најголема лага на актуелниот градоначалник е ветувањето дека Прилепчани ќе плаќаат пониски сметки за вода. Во општинскиот буџет за 2022 година Овчевски не предвиде средства за субвенционирање на дел од трошоците за вода. Почитувани сограѓани, ако по утрото се познава денот, нема дилема дека Борче Овчевски ќе биде најлошиот градоначалник во историјата на општина Прилеп. Благодарам.